Премиерот Христијан Мицкоски не очекува големи промени во цената на струјата за граѓаните од јануари. Вели владата и натаму ќе ја субвенционира цената за да се спречи ценовен шок за граѓаните. Повтори дека ако домаќинствата се префрлеа на слободниот пазар, ќе плаќаат за 50% поскапа струја, но потенцираше дека тоа нема да се случи. Сега ќе видиме, регулаторот на крајот од оваа година ќе донесе одлука за тоа дали ќе има и ако има на колку би било, иако не очекувам некои големи отстапувања од оваа цена која што е. Дали ќе биде 0, 1, 2, 3% или некој процент повеќе или помалку, тоа ќе одлучи регулатор. Во меѓувреме ЕСМ подигна нов кредит од околу 60 милиони евра од 3 домашни банки. За една година ова е трет кредит. Претходно беше подигнат заем од околу 110 милиони евра. Премиерот пак е оптимист. Очекува од 2027 година ЕСМ да застане на ноза. Се намалува увозот на јаглена, потребно е да се зголеми производството на домашен јаглен. Се подготвуваат рударски проекти. Од друга страна, се акумулираше доволно енергија во хидроелектраните, бидејќи таму производната цена е најмала, таа е отприлика 20 евра по мегават сат. Очекуваме овој тренд да продолжи во 2026 и 2027 и 2027 година да се нетираат практично цената расходна, односно цената на чинење на електричната енергија за АДСМ и онаа цена која што ќе ја продаваат на пазарот. Неделава регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука за цената на пренос, дистрибуција како и за операторот на пазарот, за кои тврдат дека нема да се зголемат, но најмногу на цената ќе влијае тоа што ЕСМ на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хом понуди цена од 65 евра за мегават час или за околу 5% повисока од претходниот тендер. Конечната пресметка како тоа ќе се распредели на блок тарифите ќе ја направи Евана Хом и ќе ја достави до регулаторна. Новата цена на струјата ќе важи од јануари, а ќе ја соопшти регулаторна.